Срам ми е, бидејќи доаѓам од универзитет, да кажам дека некаде на 1800 и не знам кое место сме на Шангајската листа. На периферијата, како што сме сега во поглед на хибридниот режим. Скромни сме во целите, бидејќи она што го ветуваме ќе го исполниме, и затоа нашата цел е барем во 4-годишниот мандат да влеземе во друштвото на 1000 универзитети на Шангајската листа. Обновата на сите училишта. Понатаму, делеа ваучери на ниво на град за такси, доколку се опиете во некоја кафана, па да се вратите дома безбедно. Не, нашите ваучери ќе бидат за концерти, нашите ваучери ќе бидат за спортски настани, картите ќе бидат за сите 50%, младите до 29 години нема да плаќаат никаков данок за да го внесат својот економски дух, својот компетитивен дух овде. Сите што се по светот ќе ги собереме во една алумни асоцијација, постојано ќе комуницираме, плати ќе понудиме за нив повисоки за да ги задржиме. Може би од 2001 година не сме ги менувале курикулумите. Крајно време е да имаме курикулуми кои се компатибилни со европските. Крајно време е да имаме образование кое е компатибилно со европското. Да имаме можност, значи, за доедукација или да имаме можност за мобилно образование. Да ја демократизираме ситуацијата на универзитетите. Не е универзитетот оаза осамена. Она што се случува во моментот е сликата на Македонија во мало, за жал. Тамо каде што треба да се негува критичкиот дух, се негува партискиот поданички дух. И повторно имаме битки на ректори кои што чиј статус зависи од кого? Од партијата. Одлука на антикорупцијска не се почитува. Еден од првите предлози е да свикаме уставно-правна комисија. Да ги детектираме, сме ги детектирале веќе најголемите мани што произлегуваат од уставот. Ветото, сетете се, проблемите, формирање на влада. Сето тоа мора да има решение овде. Па и да го оставиме во иднина некому, важно да размислуваме системски.